како изгледа возењето со овој систем, што до воведувањето на безбеден град и на камерите никогаш не бевме свесни, односно не му обраќавме внимание дека постои тоа ограничување на брзината на возење, темпоматите. Веќе со години назад има таа функција и еве, сега ја држи, значи ја притискам педалата, меѓутоа побрзо од 50 не вози. Семафор отпуштам и го користи ова куса растојание за залетот да го претвори во електрична енергија и да го наполни, да поднаполни батеријата за да има на располагање батерија за следното поаѓање. И тоа се совршени услови за благиот хибриден погон. Автоматски менувач во Скопје во денешни услови на возење, кога е метеж, тоа е благодет. И ете, следното поаѓање. Тука електромоторот еве го помага. Моторот е активен, да, меѓутоа и електромоторот помага и еве сега забрзувам, значи притискам, меѓутоа не оди побрзо од 49 толку. И може да бидете сигурни дека нема да ве снимаат камери и слично. Темпоматот доколку го користите класично, ќе се исклучува при секое запирање, меѓутоа ограничувањето останува измислено за возење во нормална градска средина, каде што од секогаш постоело ограничување на брзината. Меѓутоа, ние не сме му обраќале внимание никогаш на тој систем. И без намера поаѓате први. Ова е совршено, значи запирање, поаѓање. Тука друг автомобил, па 10 литри достигнува без проблем и повеќе, со оваа големина, со оваа моќност. И толку. Нема побрз. И едноставно човек кога не мора постојано да гледа дали вози 50 или 51 на час, туку знае едноставно дека нема да надмине брзина, е многу порелаксирано возењето и побезбедно, затоа што едноставно внимавате што се случува пред вас. Реално, колкумина го практикувале овој уред пред безбеден град.